Јаков е првото бебе родено во 2025 година, но и прва среќа во семејството до Газански. Малиот јунак дојде на свет во првата минута после полноќ и е најубавиот новогодишен подарок за неговите родители. 32 годишната Сања Талевска до Газанск го родила Јаков со царски рез, со тежина од 3 кг и 190 грама, а ноќта со неа своите рожби ги добиле уште 5 мајки. Терминот беше планиран за јануари подоцна да биде, но не изненади малце порано и не беше не планирано, но еве, убав подарок за нова година. За докторите од клиниката за гинекологија и акушерство ова е знак дека не чека убава година. Иако денот се познава по утрото, можам да кажам дека ќе имаме навистина плодна и берикетна година, затоа што само една секунда по новата година, по највеселен момент, ние го породивме Јаков и на свет дојде жив машки плод со родилна тежина 3 кг 190 грама и 50 сантими и Апгар скор 8-9. Јаков, кој што еве и по името навестува една убава и јака година која што се надевам на сите ќе ни биде плодна и берикетна. Неколку секунди по Јаков се роди и женско бебе во болницата Чаир. Аја е второ дете на незините родители, родена 3 кг и 110 грама и должина 50 сантиметри. По се изгледа навистина берикетна година ќе биде 2025 година, бидејќи во ист минут се родени две деца. Првото тука на клиниката за гинекологија, за деталите кажа директорката, за неколку секунди во истата минута родено уште едно девојченце во клиниката во Чаир. За многу рожби и среќни родители треба и добра стратегија за пораст на наталитетот, порача надлежните. Ние традиционално како Министерство за социјална политика, денеска демографија и млади сме присутни да го делиме златникот кој што традиционално низ годините се доделува на првороденото детенце. И секако сме тука за да се грижиме за најмалите, отколку ќе поминат нели овој процес тука да дојдат токму во нашите детски градинки да бидат нели дел од детската заштита кај нас. Јаков и Аја, освен министрите, ги посетија и сопругата на премиерот Рози Мицкоски и жената на министерот Таравари. Двете бебиња добија по 2 златника. Едниот подарок е од Министерството за труд и социјала, другиот од семејството на претседателот на владата Мицкоски.